Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Секој ден се повеќе граѓани се борат да ги платат сметките и да купуваат храна за своите семејства. Цените растат, а платите не се менуваат. Пораснаа сметките за парно, за струја, за основни производи. Буквално нема што не е поскапено. И гледаме луѓето како се откажуваат од своите основни намирници, задолжуваат или бараат начин да заштедат таму каде што веќе нема простор за штедење. Во меѓувреме, владата на ВМРО ДПМН е изгубена. Нема план, нема решенија, нема вистинска грижа за народот. За 8 месеци не понудија ниту една мерка да го намалат тој товар. Напротив, кризата станува се подлабока, а луѓето се понемоќни. Дури и оние мерки кои ги понудија сега, кои претходно ги критикуваа и одбиваа, не се способни да ги спроведат. СДСМ докажа во минатото дека има проверени и конкретни економски мерки за ваква состојба. Сега нудиме пакет решенија за спас на стандардот на граѓаните. Со 7 економски мерки ќе го лесниме животот на секое семејство и ќе ги заштитиме граѓаните од понатамошен пат на животниот стандард. Дозволете ми уште еднаш да ги представам овие мерки кои нашите пратеници ќе ги преточат во предлог закони и ќе ги поднесат во собранието. 1. Намалување на ДДВ за електричната енергија од 18 на 5%. Ова ќе значи намалување од 13% на сметките за струја за едно семејство, што е заштеда од околу 400 денари. 2. Намалување на ДДВ за основни прехранбени производи. Во комбинација со замрзнување на цените и фиксирање на маржите, ова ќе донесе намалување на цените за дури и до 30%. 3. Замрзнување на цените на основните производи. 3 месеци стабилни цени ќе значат предвидливост за граѓаните и помала маржа како да ги распределат своите примања. 4. Фиксирање на маржите за основните производи. Ќе ги спречиме манипулациите и злоупотребите од страна на трговците. 5. Итна примена на законот за нефер трговски практики. Овој закон што го донесе СДСМ ќе ги заштити граѓаните од злоупотреба и ќе обезбеди ред на пазарот. 6. Намалување на цените на зелениот картон за автомобилите. Семејствата и малите бизниси ќе добијат олеснувања со годишна заштеда од 9 до 11 милиони евра. 7. Зголемување на платите во приватниот сектор со замрзнување на придонесите. 350.000 граѓани ќе добијат месечно зголемување на платите од 3.000 до 15.000 денари. Почитувани граѓани, овие мерки се осмислени да делуваат брзо и ефикасно. Тие ќе го намалат притисокот врз вашиот буџет, ќе донесат повеќе пари назад во секој домаќинство и ќе ја стабилизираат економијата. Од друга страна, владата на ВМРО ДПМН не доведе до оваа состојба и сега нуди само половични и задоцнети решенија. Затоа, СДСМ не само што предлага мерки, туку активно работи за нивна реализација, бидејќи граѓаните заслужуваат итна и ефикасна акција, затоа што животниот стандард на граѓаните е наш приоритет. Ви благодарам.